Колеги, здраво, ве поздравувам сите, се надевам дека сте добри. Со ова видео сакам да се надоврзам на претходното видео кое се однесуваше на моделацијата на горниот канин. Всушност денес имаме моделација на долен канин и бидејќи ова се заби кои што се слични помеѓу себе, така да моделацијата на едниот и другиот здап не се разликува. Затоа јас веќе го измоделирав и сега сакам само конкретно да се задржам на карактеристиките кои што треба да ги назначите и да внимавате кога го моделирате долниот канин. Значи, кога го цртате забот, го цртате на калапчето на истиот начин како што го нацртав јас на претходното видео за горен канин. Внимателно, значи, одзимајте според контурите кои што ги имате нацртано на калапчето. Добивате впечаток дека забот е малку подолг од горниот канин. Тоа е така затоа што мезиот дисталниот пречник на забот е стеснат, односно забот е во мезиот дистален правец потесен, па затоа дава впечаток како да е подолг. Она што особено треба да го назначите покрај анатомоморфолошките одбележја за соодветниот зап е и лингвалниот нагиб кој што забот во долната вилица го има, и тоа го правите значи на следниот начин. Сакам да го внимавате додека го моделирате е назначувањето во пределот на туберот на забот од лингвалната страна. Значи, за разлика од горниот канин, долниот канин има поблаго назначување на туберот на забот. Понатаму исто така треба да внимавате на контурите, затоа што контурите исто така се полесно назначени. Треба да ги заоблите.
Со ова колегија завршивме моделацијата на долниот тканин, значи конкретно да сумираме дека кога го моделирате долниот тканин го правите на начин како што го моделирате и горниот тканин, значи ги назначувате истите карактеристични белези, меѓутоа внимавате дека тука кај долниот тканин го давате лингвалниот нагиб, значи на коронката на завод, го назначувате нагибот и исто така внимавате на понежните контури кои што ги давате од лингвалната страна на завод.